плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Облечен како Александар, по планинските висови чекорам. За миг помислив на безпатијата до крајот на светот, на Индија, на Хиндикуш, на висините на Химелаите, на крајот на светот кој го бараше македонскиот цар, а еве овде под покривот на Бога живеат македонците. Мемишовци засвиреа со двете зурли и топанот. Поземав збор, го споделив со гораните, со македонците од Вишната гора. Пиштат зурлите и татнат тапаните. Удираат гајвите, завиваат, опните летај, летај духу мој. Ми треба гора, скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја пуштам планината. Олимпу мој, Дионе свет граду по водо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ни го срцето, отвори ни го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас, Александар, царот на гордите македонци? Кои сте вие, Херакловото стебло, Орфеевите следбеници на Бога Македона чедата, децата негови избрани? Зафаќаат сурлите, гајдите, тапаните, ме понесуваат чествувањата. Летај, летај, голобрдо, летај со сила и страст. А сега, кој сака да биде Александар Македонски? Зошто е важен Александар? Затоа пред 2000 и повеќе години зборуваше, нема повеќе да има ни македонци, ни персици, од денеска сите сме браќа. До денеска неговиот сон не е остварен. И ние како негови потомци, денеска во оваа света и славна гора, каде што го чествувате Ѓурѓовјан, треба да запомниме дека треба да живееме како браќа и пријатели. Да живее гора, да живее Ѓурѓовјан за многу години. И вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза. И вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свет дух, со словото на Бога, крстени со религија на дарување, со небесата ќе се покријам, на главата ќе го ставам јасното сонце, ќе се опашам со острите звезди да ме вардат од секакво зло и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, сам со Бога ќе си останам македонец и во век и векови. Амин, Мајко Божја. Секој самиот патот го бере и решава што ќе биде. Македонец со сила не се видува. Кој избрал да биде слуга, склавен и другите синоними на македонците? Оставете го да врви по патот на светлината Божја. Но кој македонец сака да остане? Оставете го да биде тоа што избрал по Божјата волја. Зашто македонец не е само етнос и еднос, туку духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот по патеките на духовноста. Јас, Аристотел, син на Никола Македонецот, ве молам, не подкрекнувајте на искушенијата на духот. Не сакатете се во срцето и во умот. Бидете чеда со лице и дух македонски. За
Зафаќаат гајдите, сурлите тапаните, ме понесуваат чествувањата. Летај, народе мој, летај, мала преспа, духовна слободна височино. Вие, преспанците, сте гордиот и славниот македонски народ, шедата на Македона Бога. Кога ќе дојдам во мала преспа, ја полнам душата со духовна сила и величие, ја полнам душата со болка и скрб, затоа што мала преспа треба да си подаде рака со Република Македонија, со Пиринско, со Егејско, со Гора, со Голобрдо, во слободна Европа. Потребна е една слободна, независна Македонија. Да живее мала преспа! Да живее! Александар Македонски. Браќа, дали сакате да ја продолжиме борбата, да ослободиме наша Македонија? Да живее народот! Несомнено, секогаш доаѓа времето за мојата последна беседа, стоички по патеката на етиката и изборот личен. Вие самите, о македонци, ќе изберете патеката по која ќе врвите понатаму низ мајката историја. Што всушност милувате да бидете? Тоа што сте биле или тоа што сакаат да ве сторат другите, соседите, победниците, незнабожците? Поразен е оној кој заборавил да се бори, кој се бои од бојот, кој не умее да сонува за слободата и македонската светост. Што сакате да бидете? Слуги, склавени, славени, заштисани робови на украдената ви култура? Или пак да бидете тоа што сум јас, татко ми мој, Никола Македонецот и сите вие во Божиот ред и поред? Несомнено, македонец не е само етнос и еднос, туку духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот по патеките на духовноста. Јас, Аристотел, син на Никола Македонецот, ве молам, не подклекнувајте на искушенијата на духот, не сакатете се во срцето и умот, бидете чеда со лице и дух македонски. Македонијо, земљо скакари, турано татари, бравари, јужносрбијанци, грци по род, локални или ромакедонци, ВМРО вакво, ВМРО онакво, сојузи, стратези, атентатори, плагијатори, безисторици, безјазичници, мултиетници, граѓаноиди, букараши, србомани, гркомани или роиди, пиринци, егејци, вардарци, преспанци, дели, подели, раздели, надели, сите цареви, сите војводи, сите едни против други. Готово е, нема македонци, нема македонци! Ние ќе се бориме, ќе креваме востание. Додека јас за македонците го освојував светот, вие мене и оние кои сакаат да се борат ме оставате на цедило. Македонија има свој пат. Ние ќе креваме востание. А ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец, кој е во тајност, и тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, немојте да бидете како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишени. Немојте да бидете како тие, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате нужда уште пред да сте се помолите. Не собирајте богатство, туку молете се вака. Ајде сите заедно. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое,
да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земја. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Господи Исусе Христе, Твое е царството и силата и славата по сите векови и во векови. Амин. Помогнете на театар. Помогнете, браќи и сестри. Јас сум третиот Хомер. Пишувам некои стихови. Сакам да го допишам Хомера, Илијадата и Сердарот на Григор Прличето, да ги обединам во едно дело и да ги поставам во манастирот Свети Јоаким. Дарувајте од љубов кон сцената, добри луѓе, браќа и сестри. Дарувајте, ајде Божијче да помагајте. Дарувајте Божијче, дарувајте затоа што вечерва театарот ќе го игра Хомера, од епот Илијада, напишан пред безмалку 3500 лета, господови. Напред. Момо да погледам. Пред мене сонцето, сад мене мракот, горе моќниот Зеус. Дај ми сила и трпение, мој Боже. Морам да го потрцам. Морам да стигнам до крајот на свет. Пиштат зурлите и татнат папаните. Удира опните, завиваат гајните, летај духу мој. Ми треба агора. Скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја гушнам планината. Мир вам! На почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети и мракот не опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде да сведочи за светлината. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа на светот. Исусе, ќе врвам по тебе каде и да одиш, зашто лисиците имаат легла, а птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да подслони. Врви по мене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно да кажам, стани и оди, или ти се простуваат гревовите твои? Зошто здравите немаат нужда од лекар, а болните? Одете и научете се што значи милост, милост сакам, а не жртви. Ако кажеме дека не сме сгрешиле, Него го правиме лажец и Словото Негово не е во нас. Ви пишувам, чеда, да не грешите. Ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник Исуса Христа праведникот. Он е очистување на нашите гревови и не само нашите, туку гревовите на целиот свет. По тоа узнаваме дека сме во Него, кога ги пазиме Неговите заповеди. Кој вели го познав, а заповедите Негови не ги пази, лажеце и вистината не е во Него. Кој го пази Словото Негово, во Него е Божјата љубов на вистина совршена, по тоа узнаваме дека сме во Него. Кој вели дека во Него пребива, должен е да постапува така, како што постапи и Он. Возлюбени,
не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед што ја чувте од почетокот. Старата заповед е словото што го чувте од почетокот, но сепак нова заповед ви пишувам, она што е вистинско, и во вас темнината одминува и вистинската светлина веќе свети. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Кој го љуби братот свој, тој е во светлина и во него нема соблазан. Кој го мрази братот свој, тој е во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. Јас сум Тихомир Стојановски, живеам во Скопје, Република Македонија, професор сум на Факултетот за драмски уметности и како македонец се чувствувам член исто така на Омо Илинден Пирин, како што се чувствувам член на Виножито и на сите оние македонци кои работат за својата земја. И јас имам некои прашања кои би сакам со вас да ги споделам. На нашиот театар 10 години му се укинати сите финансиска поддршка од Министерството за култура за гостување во Пиринска Македонија. Тоа е реалност. 3 години се укинати единствените средби каде што доаѓа македонците во еден викенд. Првин се вика Дионисови слави, Дионисусови слави, денеска се именуваат Армакедонски слави. Оваа година требаше 25 пат да се случат поред и ние ги правиме повторно во Пиринска Македонија во село Кремен, кај Коце Странго. Тој рече, ако не може во Република Македонија, дојдете тука ќе ги правиме. Тоа се суштински прашања. Притисокот што се врши врз македонските политичари сигурен сум дека е голем. Но зарем е тој поголем од притисокот што се вршил врз нашите илинденци, врз партизаните, кои успевале пред себе си да се дадат на олтарот на татковината, а не да му служат на мамон, на туги интереси и на некои си белосветски пари и идеи. Нема поголема цена. Првата Божја заповед е љуби го својот ближен како самиот себе. Јас на македонските политичари им велам, не можете вие да правите Република Македонија, а да не ве интересира како живеат моите браќа во албанско, во пиринско, во егејско, бидејќи тие се дел од македонскиот народ. Господ ги дал македонците да се грижат едни за други на почетокот, да го љуби својот ближен како себе си, а потоа да се грижиме за сите други. Тоа е суштината. Во Македонија се врши на вистина голем притисок. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Во градот Тиатир една богобојазлива жена по име Лидија го прими христијанството. Слава ти, Татко Небесен, што толку си ги возлюбил македонците, што си не запишал во Божиот катастер. Бог што составил човек да не разделува, а ти си запишал македонец, македонски цркви, зашто е пишано во Светото Писмо за благодатта Божја дадена на црквите македонски. И никој не може да избрише тоа што запишал самиот Бог. Македонецот е единствен народ, запишан во Светото Писмо, кој го повикал Бог да дојде да им помогне. И Бог дојде во Македонија и ни помогна. И ние и денес ја шириме цивилизација, песни, ора, ја шириме Божјата љубов. И не научи да простуваме, зашто е пишано, простете и ќе ви биде простено. Ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбива оној што ти сака нешто назад. Во заумно време, кога се берете во себе, како столетен бор, возвишена мисла созрева. Човек,
цел век ќе биде век. Столетие на Бога и искушенија земни. Душа Божја, родение би. По сребрена нитка слегува светиот дух, род дарувајки во земно тело целоплотно. И пород, и блаженство, и љубов, велми се роди човек, и би човек, и остана човек, и искушенија натискаат, и безбожно време сничкосува себес ден, родот, духот, Македон свет, да го сништат. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и верни во Божјите дела, и дека праведни души имате, како оној што ме испратил да бидеме негови представници на земјата, да ви се придружам дојдов. Знам да живеам и во скудност, и во изобилие да сум, и во немање, се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. А знаете ли вие, филипјани, македонци, кокинци, дека кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една заедница нешто да стори или нешто да ми даде, освен вас самите. Рахта сталарам бихти, рахај мистихај амбира рахан дисталај, рихти стај амбилалах, раханди синдирај, да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ништо не сум. Избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свети дух, крстени со религија на дарување, им даривме се, сакаат да ви одземат се. Се молам за вас, јас, раб Божји, срцем и душом и духою Твоју, глаголав молитву и велми ќе тргнам јас во чисто поле, под красен месец, под јасни звезди, под облаци што пливаат. Ќе застанам јас во чистото поле. Со облаците ќе се облечам, со небесата ќе се покријам. На главата ќе го ставам јасното сонце, да ме варди од секакво зло и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде. Салво Бога Господа, со љубовта Негова ќе си останам, ќе го љубам својот ближен како себе си, македонец, како што ме запишал во Божјото Слово, ќе си останам во Неговата љубов, ќе останам. Во секого од нас, во секого од вас, спие по еден заспан, по еден паднат ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме во љубов, без граници, атар за дарување на својата љубов. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме во љубовта. Амин. Летај, дух мој, летај. Мир вам, убај чеда, деца Божји, пишани, именувани, дарувани во живото Слово Исусово, македонци мои. Минавме доста пат на македонскиот полуостров за да дојдеме до овдека. На 27 март 903 султанот го преименува македонскиот полуостров во Балкански, бидејќи, како што самиот напиша, тоа име го бунтува
народот. Не го бунтува, само го подсетува од каде доаѓаме, каде одиме, зошто сме овде, зошто сме македонци, зошто не запишал семокниот Бог, зошто апостол Павле заспа и сонуваше. Стани, Павле, треба да работиш за Исуса Христа. Еве ги стиховите Дела 16:9. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ми. Мир вам, Господе Исусе Христе, ете сме пред Тебе, за да не подсетиш кои сме и што сме, какви сме, каде одиме, што ни се случува, македонци мои. Доаѓам од Македонија, преку граница во Македонија, од една Македонија во друга Македонија. Татко наш, во Твоето живо слово, Светото писмо, Библијата, си ни покажал кои сме и што сме. Македонец, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Тоа е слово кое не се брише. Тоа е живото слово Исусово. Тоа е слово кое дава живот. И само самите можеме да се откажеме од него. Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Зарем ќе се откажам од мојот татко, од живото слово, од името македонско за 30 евреници, за некакви сатански сојузи во кои сакаат да не напикаат сите, да ни стават чипови, да не понижат двете земји кои имаат слична судбина, кои се пишани во Словото Исусово. Израел и Македонија се последно нешто кое ќе остане на оваа земја, земја Исусова, пред да ја снема и да има ново небо, нова земја. Македонци, доаѓам со срце отворено. Не се согласувам со ниеден политичар кој не продава, кој ми забранува меѓу Пирин, Вардар, Егеј на целиот македонски полуостров да го гуштам мојот брат, да се напијам чаша вино, да испееме песни, да проплачеме. Македонија, земја Исусова, духовна кота, која не може да се уништи, бидејќи таа е дух животен, таа е запишана во живото слово. Во Македонија немој да свириш, немој да играш, немој да пееш, ќе те надсвират, надиграат, надпеат, но немој ни да љубиш, зашто ќе те надљубат. Ние зборуваме за духовен исчекор, за Македонија која не може да се распне и да се уништи, која само ќе ја размножи и расплоди љубовта. Во црквата Свето Преображение во Орбеле ќе поставам во името на Господ Исус Христос едно едноставно прашање. Зошто македонците во Албанија ги немаат и во Косово ги немаат истите права што ги имаат албанците во Македонија? Што треба да се направи? Кој треба тоа да го направи? И зошто македонските политичари седат и нам ни се случува повторно етничко чистење, не само на териториите што се останати вон границите на Македонија, туку и во сопствената земја. Јас, Тихомир Стојановски, раб Божи, го поставувам ова прашање и ги молам македонските водачи и челници да се борат за својот народ, како што доликува, зашто Македонија е света земја, запишана е во последната земна битка, во откровенијата на Свети Јован Богослов, Армакедонската битка, во која армакедонците,
мртвата македонска војска, самиот Господ и силите на ангелите ќе го победат паднатиот ангел, без напошците, и тогаш Господ ќе ја крене Македонија како Божја црква на небесата. Ти благодариме, Господе, што си не дарувал со дарбите на Светиот Дух како македонци, да даруваме слова, да даруваме песни и ора, да градиме цркви и да те славиме. Ти благодариме, Господе, што ни даде дар, Божји дар светол, да врвиме со Твојата светлина, да ги издржиме сите искушенија и негирања од нашите соседи, и што ни даваш сила, Господе, да одиме во Твојата светлина, да го шириме христијанството и македонизмот. Ти благодариме, Господе, што си ги сочували покрај сите притисоци и македонците во Албанија, Грција, Србија, Косово и во Република Македонија. Ти благодариме, Господе, што Твојата светлина во нашите души и што те славиме и да сакаме. Сочувај оваа земја, Господ Исусе Христе, те сакаме и врвиме со Тебе. Слава Ти, Господ Исусе Христе, слава Ти, Господе, те сакаме, Христосе, слава Ти. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце,